На децата бегалци и мигранти им се закануваат респираторни и други сериозни болести, дури смрт од хипотермија од екстремниот студ и невреме што беснеат низ Централна, Источна и Јужна Европа, соопштија денеска од УНИЦЕФ. Во Грција и на Балканот заглавени се околу 23.700 деца бегалци и мигранти, вклучувајќи и бебиња и новороденчиња, главно од Сирија, Ирак и Авганистан. Многу од нив се сместени во засолништа, што се лошо опремени за зима, дури и кога температурите паѓаат под нулата. 6 луѓе се пронајдени живи во хотелот во Италија 2 дена по катастрофалната лавина, јавуваат италијанските медиуми. Хотелот Ригопијано ди Франдиола во централна Италија завчера го затрупа лавина до која дошло по серијата земјотреси. Прво се урнал покривот на хотелот, потоа го забележале локалните жители и ги информирале спасувачките служби. Во моментот кога лавината го однела хотелот, во него имало 20 туристи и 7 вработени. Повеќе информации за оваа најнова вест најавуваат во текот на денот. Доналд Трамп денеска ќе биде инаугуриран како 45-ти американски председател. На свеченоста на полагање на заклетвата ќе присуствуваат од 700 до 900 луѓе. 68 членови на представничкиот дом од редот на демократите нема да присуствуваат на инаугурацијата, сметајќи дека Трамп не е легитимен председател, имајќи предвид дека, како што велат, Русија влијаела на резултатите на изборите. Ден спроти стапувањето на должност на новиот американски председател, илјадници луѓе во Њујорк и во Вашингтон демонстрираа против Трамп. Меѓу нив беа и градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио и голем број холивудски актери и режисери кои изразуваат несогласување со неговите ставови и политика.